Говор со представниците на политичките партии, на граѓанските здруженија, на граѓаните, околу тоа што не очекува по 24. Знам, ќе ми одговорите 25 ќе дојде, но што ќе се смени? И дали ние како граѓани ќе бидеме на висината на времето или ќе оставиме политичарите тоа да го решаваат? Многу прашања, многу непознаници. Не наидува нова година, убаво да си ја пречекаме 2016, но не идува и иде, доаѓа одговорна година. Некои велат историска, други велат ќе биде Македонија ќе се ресетира на англиски со некој термин тамо, ќе се преправи, ќе се доправи. Не знам. Верувам дека зависи и од нас, ако не и предимно од нас. Ова прашање како слика ќе им го поставам на сите мои гости кои се обидуваат да се занимаваат со политика. Ваша оценката како тоа го прават? Во извештајот од Европскиот совет, орган кон кој ние секоја година поднесуваме барање или оценка за тоа колку сме спремни за Европската унија, стои една реченица која мене како човек, а претпоставам и вас како граѓани, длабоко ме замисли. Вели, изразуваме загриженост поради политичката состојба во Македонија и состојбите во Македонија каде што не се негува култура на компромис, туку постојана култура на поделба, дури таму велат непостоење на култура на компромис, а негување на култура на поделби, која од политичкиот дел се рефлектира врз целото социјално ткиво. Денешното општество во Македонија е длабоко поделено по партиска и онаа социјалната воспоставена поделба. Ако економските токови велат дека е нужна социјална поделба, иако не е добра, зошто имаме толку култура на поделба, а сакаме да видиме дел од Европа? Ево прашање ќе им го поставувам на политичарите, ваше е да оцените како тие ќе одговорат. Мој ваш гостин денес во отворена тема е Владо Милошев, председател на огранокот на Социјалдемократскиот сојуз во Штип. Добро ден во емисијава, господин Милошев. Добро вечер. После вашето после вашата најава на емисијата, би сакал да ве поздравам вас, да ги поздравам гледачите на телевизија Ирис и емисијата на тема. Господине Милошев, јас се обидов да го цитирам, бидејќи ваквите документи се цитираат, ние сме навикнати да ги интерпретираме, но таква не е културата. Не знам колку е најдена одек во Македонија ова писмо, оценката на Европскиот совет. Што велите вие за ова? Зошто ние немаме култура на диалог, култура на компромис, туку постојана поделба? Па видите, навистина е загрижувачко овој последниот документ пред неколку недели што го издаде Европскиот совет, во кој што, како што споменавте и вие, укажуваат на сериозни недостатоци во комуникацијата помеѓу политичките лидери, односно недостатокот на политичката култура и како сигнал на високо загрижување представува длабоката поделба, целокупната поделба во општествениот систем во Република Македонија. Претходно имавме еден извештај на експертската комисија на Рихард Прибе, таму некаде во јуни месец издаде тој извештај, кој што исто така ги отсликува реално состојбите во Република Македонија. Сите оние недостатоци во целокупниот општествен систем, земајќи го судскиот систем, земајќи ги медиумите, земајќи сите оние фактори кои што се предуслов за еден успешен интегративен пат на Република Македонија кон европското семејство. Прашавте зошто сето тоа недостасува овде. Веројатно толку годишната состојба во која што се наоѓа Република Македонија, толку годишните погрешни политики во Република Македонија доведоа до изместување на вредностите во Република Македонија, девастирани основи и вредности кои што понатаму продуцираат изместени и плодови од тоа. Она што мене ме загрижува кога тие кажат, напоменат, не загрижува положбата, јас мислам дека нас треба да не загрижува како граѓани, а и вас кои се занимавате со политика. Но ни не идува 2016 со веќе закажаниот 24 април како избори. Јас се надевав дека ќе има избори во кои што така крупните теми како слобода,
национална гордост, демократ, и тие нема да ги употребуваме. Јас овде ќе поставувам прашања за тоа каде се трошат нашите пари, но изгледа тако не е судбината. А некои од аналитичарите велат дека ова ќе бидат и највалканите избори, поточно највалканата кампања. Што велите вие? Па вака, ајде сега за да преминеме на оно што ги случува во иднина, како најава и термин за закажани предвременни парламентарни избори, ќе направиме само една мала ретроспектива, бидејќи на крај на годината сме. Со неколку реченици сакам да направам пресек на оваа година, што е тоа што доведе да следната година имаме предвременни парламентарни избори. 2016 година, 2015 година беше една, ќе паметме како една тешка, мачна и драматична година, која што ќе паметиме како почеток на демонтирањето на режимот на ВМРО-ДПМНЕ, односно ќе паметиме по комплетното разоткривање на начинот на владење на ВМРО-ДПМНЕ во сите изминати години. Цела една година потрошивме на рушење на митови. Митови кои што оваа власт на ВМРО-ДПМНЕ, преку своите пропагандни мегафони, преку скапо платените пропаганди во сопствените медиумите под контрола на власта, ги градеше и на тој начин мозокот и сите размислувања на граѓаните беа ставени на точка во бубањ, во машина за вриење беа ставени така да немаа можност да перципираат една друга состојба, една друга слика од она што им беше сервирана во провладените медиуми. Значи реков, рушевме митови и ги струшивме митовите за оние митови дека едните се патриоти, вие спомнавте поделби во македонското општество, другите се предавници, едните се антички, другите се словени, едните мислат за граѓаните, за народот, за државата, другите не размислуваат, видовме по прислушуваните разговори. Митот за честноста од разговорите исто така видовме за честноста на владеачката гарнитура на ДПМНЕ. Граѓаните се убедија дека сите овие години беа хранети со празна лажичка. За жал, власта на ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски во сите изминати години од Македонија направи една сурогат држава. И како резултат на тоа, на тој начин на владење на управување со Македонија западна во една тешка политичка криза, во која што неминовно беше вклучување на меѓународната заедница, на меѓународниот фактор, на кој што очигледно дека преку глава му дојде сите оние нереализирани ветувања, сите оние нереализирани обврски кои што ги имаше владата во предпристапниот пат кон Европската Унија и на нив и на граѓаните им стана јасно, уведен сум дека им стана јасно дека Македонија доаѓа пред едно суштинско редефинирање со еден единствен одговор: ќе ја биде или не. Свесни сме сите за тоа. Ова малку е како анализа некоја работа која слушам 20 на година, ама за среќа тоа не зависи од политичарите, туку од народот. Јас го слушав оно што вие го направите како анализа и на тоа имате право како опозиција, но јас ви поставил едно друго прашање пред да поминеме на понудата која вие нудите по конгресот на вашите гласачи. Оно што како анализа после 25 години покажува е дека политичарите во Македонија нема доволно храброст, лидерска способност да на поп да му кажат, а на боб народски. Еве да ви кажам зашто е така. Анализите од 94-та, од 98-та, од 2002, од 2005 година, на независни експерти кои оваа држава ги плаќала, вели вака: владата мора да се зафати со реформи во државната администрација или буџетарите во сегментите, владата мора да негува компромис, владата мора да одговара за состојбите во државата, владата мора да ги санира јавните фондови и цела една лепеза која сега читаме и во Кај Прибе, ја читавме подосна пред тоа кај Фуере, пак оној италијанец од 90-те години. Политичарите немаат храброст да ја уредат државата, немаат храброст да ја уредат државата онолку колку што може, значи колку ни е буџетот, колку ни е чергата, толку да си ги протнеме нозите, и нема храброст да ги уреди јавните финансии. Дали тоа е поради недисциплината, непостоење на правна држава, или наш народ ќе рече па сака малку и да се земе од буџетот? Што велите вие?
Па виде сега, спомнавте политички лидери во изминати 25 години. Така. Точно е дека во тој период наизменично се менуваа владите на ВМРО, ДПМН и СДСМ со по 4 годишен мандат, освен оној од 2006 година па до ден денеска кај што имаме една континуиран мандат на ВМРО, ДПМН. Сметам дека еве да почнеме од почетокот. Точно дека започнавме со реформи после 90-та година во споставување на држава, на суверенитет на држава, имавме експертска влада. Дојдовме до избори 94-та година, следуваше блокадата од страна на Грција, следуваше еден период кога мора се да ја приспособиме и економијата и политиката на насната ситуација. Дојде до промена на власта 98 година, следуваше кризата 2000-та година и војната, значи внатрешната војна со албанците 2001 година, следуваше промена на власта 2002 година. 2005 година го добивме кандидатскиот статус и сметам дека сепак тој статус го заслуживме како резултат на токму направените реформи, можеби на граѓаните и на широката популација реформи кои што не одеа во прилог. Меѓутоа ние моравме да почнеме од некаде, од негативата да почнеме, за да ги исполниме оние законски европски регулативи. Како резултат на таа строга, ригорозна и фискална политика и се друго, дојде до промена на власта, народот, граѓаните очекуваа едно, се случуваше сосема друго, повторно ќе речам, како резултат на тие строги предпристапни што ги водевме диалози со Европската унија за да го добиеме тој кандидатски статус и сега имаме еден континуитет на владење на ВМРО ДПМН, кој што за жал од 2005 година, кога го добивме кандидатскиот статус, кога бевме лидери на Балканот, кога што се сеќавам 2006 година, кога дојде до промена на власта, соседните држави беа далеку од европскиот пат. Црна Гора тогаш се раздружи од Србија, после тоа веднаш стана членка на НАТО, денеска веќе Србија е пред вратите на Европската унија. Каде беше Србија да не спомнуваме со сите нејзини поделби внатрешни, со сите војни што ги помина, да денеска веќе си се отворени поглавлијата за членство во Европската унија. Но убаво е да се зборува за минатото само како споредба, ни доаѓаат задачите кои нужно мора да се разрешат. Еве кога веќе споменавте Србија, пред 3 дена излезе документот во кој што донесувањето на нејзиниот буџет со препораките од Европа, таа ќе отвори поглавието 35, ако не се лажем и на пролет веќе 23, и ако не се лажем пишува вака. Нејзиниот министер на владата Кори Удовички го изнесе планот. Администрацијата оваа година те имаат некаде околу 7 милиона и 600 жители, имаат 520 и нешто илјади буџетски потрошувачи за плати, од кои што според планот што и го донесоа, што го усвои нивниот парламент, оваа година 35.000 луѓе ќе треба да излезат надвор од платите на буџетот, со тенденција да тоа биде така наречениот план 5А1, значи 5 ослободени работно место, осовременување со нови знаења, едно место и така натаму. Со тоа да се заштеди 1 милиарда евра од дневниот буџет. Тоа е екзактно мерливо. Кај нас досега никој немаше храброст да каже колку ни треба, колку ни растат, колку пари на располагање имаме, колку можеме. Еден министер вели, па има уште место за плати, друг вели дека буџетот не е разбоен и така. Се наслушавме за овие. Има ли храбар човек на нас каже, да, овие толку се ни требаат. И зошто јас гарантирам дека е така, народ да му поверува. Или јас мора да влезам во болна реформа, иако знам дека можеби нема да гласате за мене. За жал... Или пак сега ќе имаме мимикрија во која што овде ќе зборуваме дека никој нема да биде отпуштен, сите ќе останат, а без разлика кој да дојде на власт, на есен го очекува истото тоа поглавје и истата таа програма. Може ќе биде 7:1, не 5:1. За жал, во моментов никој во Република Македонија не може да каже колку има вработени во државната администрација. Факт е дека постои превработеност, дека поразителната економска политика на Никола Груевски и ВМРО ДПМН се базира токму на стимулирање на вработување во државната администрација. Никој не знае колкава е бројката на работници на вработени кои што седат дома, иземаат плата по еден клуч, по друг клуч, по трет клуч и така натаму. А која економија Република Македонија има за да го издржи сето ова?
Председателот Заев Може да направиме една компарација, вака, просечно во Европа 45,2% од граѓаните работоспособните работи во индустријата, во производството. За Србија ја излегува со податокот од 31% и тие велат дека се далеко. Хрватска има некаде околу 34%, за Македонија нема податци, има само нагаѓање дека е некаде околу 17 до 18%, дали и помалку. Се додека администрацијата зема поголема плата од стопанството, мотивот на вработување и политиките ќе бидат усмерени кон администрацијата. Политиките на Социјалдемократскиот сојуз согласно изборната програма која што беше усвоена на последниот конгрес одат во насока токму на развој на домашното стопанство, малку подоцна и ќе го елаборирам сето тоа. И верувам, убеден сум дека со политиките кои што ги нудиме ќе усмериме Македонија во една сосема друга насока, каде што ќе имаме достоинство на работникот, кој што мотив и стимул за вработување ќе биде приватниот сектор, ќе биде индустријата, а не државната администрација. Реков на почетокот, сосема изместени вредности имаме во државата, каде што после промената на власта во април 2016 година ќе ни треба многу макотрпна работа за да ги вратиме работите во нормала, а потоа да оградиме системот во една правилна насока. Изменувањето на општествената структура досега историјата знае само два начина. Една е револуција, другата е еволуција која трае долго. Може би вие ќе имате нека нова методологија, затоа граѓаните ќе се одлучат. Јас со моите колеги од Ирис телевизија се договоривме да дадеме шанса на сите кои ќе изгледат пред граѓаните, да напоменам дека Агенцијата за аудиовизуелни услуги до недела навечер не обврзуваше дека можеме да имаме платена политичка програма. Од сега натаму е наша новинарска програма, ние ќе поставуваме прашања во интерес на нашите граѓани, а вие ќе си ја ставите вашата понуда. Ние ќе се трудиме тоа да биде на равноправни односи. Моето прашање е вас. Само ќе ве прекинам, тоа го поздравувам овој ваш чекор како телевизиска куќа, да рамноправно како политички партии, како политички субјекти, како невладни организации се презентираме кај граѓаните. Тоа е нашата основна цел на изборите во 2016 година. Да граѓаните слободно, според своите убедувања и оно што сме успеале, да ги убедиме со нашите презентирања на нашите програми, да излезат на фер демократски избори, а потоа да дојде до враќањето на вербата во институциите е врвен пресидент што треба да се постигне на следните избори. Така. Сега, како и секоја политичка партија, на своите нависоки собири се донесуваат документи кои се образувачки за членовите и за изните изборни штабови. Имавте конгрес, ако не се лажам, во неделата на 13-ти, каде што донесовте документи според кои, ние ќе се обидеме да ги препознаеме вашите идни чекори. Што како задолжителен документ донесовте во недела? Да, спомена веќе и вие сега споменавте дека на 13 го државме конгресот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што беше суштински работен конгрес, на кој што после повеќе часовна дебата и дискусии беше усвоена конечната изборна програма на партијата, со која што ќе се представиме пред граѓаните на следните парламентарни избори. Само една мала дигресија ќе направам. Оваа програма резултираше како резултат на плејадата на широки консултации со невладените организации, со експертската јавност. Одржавме над 30 трибини ширум Македонија, кога ги поставивме 5 столба на платформата на Социјалдемократскиот сојуз, презентирајќи ги столбовите на платформата, ги слушавме граѓаните и експертската јавност, невладените организации за се она како нивни предлози што може да влезе во нашата програма. 2 недели пред конгресот имавме исто така активности со делење на флаери, контакт со граѓаните. 2 недели буквално влеговме во голем број на домови, а граѓаните беа расположени да ги презентираат своите предлози, своите сугестии што би било добро да влезе во програмата. Ние ги акцептиравме, ги примевме тие предлози и најголем дел се вградени во нашата програма. Програмата е донесена. Наскоро ќе следува и промоција, свечена промоција на програмата, од кога после тоа ќе следи и презентирањето на програмата.
Така да денеска ќе се задржам само на рамката на програмата, а сите оние поединечни проблематики од општественото живење кои што опфаќаат програмата, образование, здравство, земјоделие, труд и социјала, се надевам да ќе биде презентирано во медиумите како ваши гости, бидејќи споменавте дека континуирано до изборите ќе имаме можност да представиме нашата програма и граѓаните во детали ќе запознаат со предлог мерките кои што ги нуди Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Само би сакал да напоменам дека нашата програма се базира на 5 столба. За разлика од владеачката партија која што уште пред 9-10 години се представи со преродба во 100 чекори беше ми се чини, па 1000 чекори, па надградени беа 100 чекори, ние немаме ни 100, ни 1000, ни милион чекори. Ние имаме 5 столба. Основна 5 столба. Решија, доколку ни е време за ЕПП да исполниме нашата обврска, па ќе продолжиме со разговорот со мојот гостин господин Владо Милошев. Вториот дел од емисијата Отворена тема, мојот гостин Владо Милошев. 672313 672314 прашања до мојот гостин. Ние ќе продолжиме со разговорот, а доколку вие нешто интересира и сметате дека треба да ви појасни, пред да се обратите, тој со негова согласност тоа ќе го направи. Ево јас ви известувам за тоа. Рековме 5 столба, така? Да. Дел од програмата која што во наредните 120 на дена ќе биде презентирана на граѓаните. Она што е дозволено и во редовната предизборна програма концентрирано 20 на дена или ако не се нареди на некој друг начин, зашто некои рокови ме постојано изненадуваат. Но тоа да го ставиме сега. Кои се 5 столба? Па вака сега, пред да ги презентирам пред те столба, би сакал да им објаснам на граѓаните, постојат неколку клучни прашања кои што пред да појдат на гласачкото место, пред да го дадат својот глас, пред да се одлучат за кого ќе гласаат, ќе морат граѓаните да си одговорат на неколку клучни прашања. Бидејќи програмата на Социјалдемократскиот сојуз е така дизајнирана и концепирана, која што покажува во која насока ќе се движи во Македонија во наредните 4 години. Првото прашање кој што ќе им го поставиме на граѓаните при презентацијата на програмата е дали сме спремни во Македонија да го спречиме долгогодишното уништување на средната класа. Факт е дека во Република Македонија не постои средна класа. Значи, дали сме спремни да го спречиме тоа и да го спречиме богатењето на една мала група на луѓе во власта и луѓе поврзани со власта, со тоа ќе застанеме на патот на нееднаквоста и ќе продуцираме едно праведно општество. Богатењето законско или незаконско? Зборуваме за законско богатење, значи. Законско богатење, бидејќи подоцна ќе ги објаснам оние структури на население по доход во Македонија живеат само 10% кои што се легално богати. Останатата 20% е средна класа, 70% е сиромаштија. Ќе ги образложам и тие бројки. А второто прашање кое што би сакале ќе го поставиме на граѓаните е дали сме спремни во Република Македонија да ја одземеме моќта на една мала група на луѓе кои што се на власт, без разлика која партија е на власт, со тоа ќе ги ослободиме механизмите за контрола на власта. Тоа е и првиот столб од програмата на Социјалдемократскиот сојуз, одговорна и транспарентна власт. Третото прашање, кое што на граѓаните ќе го поставиме околу даночната политика. Секој од нас плаќа даноци. Во моментов актуелната власт протежира и е на сила рамниот данок. Нашиот концепт е скалез данок, односно посиромашните ќе плаќаат помал данок, а побогатите ќе плаќаат поголем данок. Актуелната законска регулатива е во корист само на богатите. Четвртото прашање кое што ќе им го поставиме на граѓаните, дали ќе го прифатат концептот, дали се за концептот на Социјалдемократскиот сојуз за државна поддршка и субвенционирање во домашното стопанство.
Концептот на СДСМ е враќање на парите кон домашното стопанство, импутирање на буџетски средства и инекции во домашниот индустријски сектор, со што ќе се мотивира вработувањето во индустријата, што го споменавме претходно, ќе се зголеми мотивираноста и продуктивноста и ќе се зголеми спиралата на платите, односно ќе имаме поголеми плати. Визави сегашниот концепт на привлекување на странски инвестиции кои што доаѓаат во Македонија со одреден период на субвенционирање на целокупните давачки од државата, со експлоатација на работната сила, со плата од 150 до 200 евра, а после завршување на рокот за субвенционирање за помош од државата, тие се заменуваат од Република Македонија. Не дека ќе застанеме на пат на странските инвеститори, меѓутоа под еднакви услови за домашниот и за странскиот инвеститор. Следното прашање кое што ќе го поставиме на граѓаните е околу евроатлантските интеграции. Како што приметуваме, во последниот период постои кај граѓаните еден евроатлантски скептицизм, се намалува расположението кон, се намалува, значи повторно реафирмирање на тој евроатлантски скептицизам. А следното прашање е дали граѓаните ќе сакаат квалитетно образование и здравство. Најсуштинските проблеми кои што постојат во Република Македонија се образованието и здравството. Знаеме со какви реакции беа проследени студентите, реагираа студентите по повод донесувањето на измените на законот за високото образование, државниот испит и така натаму. Во здравство веќе посебна приказна е таму да не посебна емисија ќе треба за да збориме за здравството. Денеска интерпелацијата на министерот Тодоров. И навистина имаме многу аргументи да кажеме дека здравството ни е во катастрофална состојба. И покрај многобројните пропаганди и фалења на министерот дека направил реформи, дека го модернизирал здравството и така натаму. И последното прашање кој што им го поставиме на граѓаните е дали сакаме да живееме во интегрирано општество. Знаеме дека Македонија е мултинационална држава. Од тоа не можеме да бегаме. Поделбите на лева и десна страна од Вардаров, кои што своевреме додатираат од времето на некои претходни структури на ВМРО ДПМН, и сега постојат, и дека и сега постојат, и таквите меѓунационални состојби и тензии само служат за политиките на ВМРО ДПМН и на ДУИ за генерирање на тензии за да се дефокусира вниманието од актуелните случувања. Сега јас ќе ви поставам прашање за секој од тие столбови што вие ги напоменавте како дообјаснување за моите гледачи. Може да почнам од последното, па ќе стасаме до среднава класа. Поделбите во Македонија на национална основа се од нениот почеток. Значи, албанците не сакаат да го излезат на референдум за уставот и така натаму. Како ќе ја смените перцепцијата на малцинството кое не сака да биде малцинство, кое сака да биде мнозинство, и многу нефер начин на разговор во Македонија, мимикрија доведена до совршенство, живееме во општество кои се паралелни една до друга, а нужност не е заедништво. Имаме политички партии кои се паралелни, кои излегуваат на избори и нудат национална хомогенизација, а живееме во иста држава. Сето тоа носи многу проблеми. Како ќе се надмине јазот и недовербата меѓу албанците и македонците кога никогаш не се живееле заедно? Кој е амалгамот? Не постои ни 0,1 промил на бракови меѓу албанци и македонци. Видете, рековте, нужна реалност е тоа. Живееме во заедничка држава. Или значи или ќе направиме напор во градење на доверба. Мора да бидеме свесни дека преку ноќ, рековте 25 години не излегува на референдум, не гласа за уставот, постојано се чувствува. Тие се дигнаа 68 година во Тето, 57 година Шабан положа, 59 година имаме демонстрации во Кичево континуирано, и 81 на Косово. Ние си имаме континуиран судир со албанските интереси.
Прво беа ленинистички, сега се националистички. Тогаш нивната матична држава Република Албанија беше во сосема друго геостратешка положба во однос на она што е денес. И ние бевме во друга геостратешка положба. Ние отидовме во негатива, они отидоа по позитива, со таа разлика. Така да мислам дека статусот на Република Албанија, разликата во статусот од тогаш и денес, битно ќе ги менува и ставовите, визиите и политиките на албанските партии надвор од матична држава Република Албанија. Со Косово мислам дека многу ретерираа во однос на нивните првични амбиции и аспирации кои што ги имаат како самостојна држава. Исто така и во Република Македонија. Убеден сум дека албанските субјекти, пред се албанските политички партии, меѓутоа и невладиниот албански фактор, имаат интерес за стабилна, просперитетна и европска Република Македонија. Во еден таков трасиран пат на Република Македонија, секако дека ќе се најдат во системот на државата. Тоа е негување на, повторно се вратиме на темата од почетокот која вам ја постави, тоа е негување на култура на диалог и компромиса на диалог, на поделби и расправи. Сега да поминеме на вториот стол. Вие рековте рамниот данок кој се негува скоро во сите држави каде што конзервативците се на власт и е можност за акумулирање на капиталот кој треба да се реинвестира и така, набарем во теоријата, нели? Вие велите дека ќе го прифатите скандинавскиот начин на опорезување, скалестиот данок. Но тоа во исто време значи поголема политичка култура и поголема одговорност кон државата. Бидејќи е потребно дополнителни информации за нивото на приходи на секој поединец и овде имаме услови за избегнување поголема евазија. Строгата контрола. Така. Строгата контрола. Поранешниот министар за финансии Поповски многу убаво вели, јас се плашев дека евазијата ќе ми помине 35% и тогаш ме фаќаше паника. Така. Сега мислите дека постои поголема опасност? Како тоа ќе го спречите? Па видите сега, законската регулатива ќе си го направи, тоа сепак тоа би го оставил на економските стручњаци кои што ќе бидат гости во вашите емисии, секој значи до детали ќе ви ги елаборират целиот концепт на скалеста даночна политика. Така. Рековте државата враќањето на доврбите во институциите. Така? Она што е анализа на сите кои доаѓаат кај нас се обидуваат да ни помогнат, така баре велат, да не најдат начин за да не натерат да обстанеме во една нормална држава, велат дека тонењето на институциите не е заради нив, туку заради нас. Воопшто ние како ентитетски сме такви, ако немаме страв, ние институциите не ги многу почитуваме, таков е тој менталитет на балканските народи, не треба да бегаме од него, но оценките сега се поразителни. Во секој случај имаме паралелни обвинителства, па веројатно ќе имаме и паралелни судови, паралелни институции. Препораките од Европа и од експертите велат толку големата партизација на државата нужно доведува до нарушување на интегритетот на институциите. Ама ово не го споменувам од 2015. Ваква иста оценка има и од 2008, има и од 2005. Постојано ги добиваме овие оценки. За партизација на институциите, мислите? Се сложувам со вас дека на интегритетот на институциите. После 25 години правење на реформи во Република Македонија. Американците велат ви дадовме 1 милиарда за подигање на капацитетот на судскиот систем, мислам дека беше. На сите институции. Мора да се пресече овој начин на гледање на водење на институциите. Значи мора конечно институциите да бидат во рацете на професионалците. Мора институциите да бидат професионално водени и мора значи од институциите да се бара она што треба да се го сработат. Не може државната администрација да биде ефективна само 2 до 3 часа во текот на работниот ден, а останатиот дел од работното време значи да се нема контрола на нејзината работа. Свесни сте дека тоа значи и губење на дел од гласачите, затоа што нашите навики после 25 години ние сме на власт.
чувството дека некој кога ги добие изборите ја зема државата под кирија или едно подолго време на собственост, е веќе превладувачко. Знаете што, ќе мора сега да балансираме, значи знаеме дека сме на Балканот. Балканскиот менталитет, балканските навики се едно, а она кон кое што стремиме, европскиот пат, малку се разликува од тие балкански навики. Сепак, ќе мораме да го најдеме тој баланс помеѓу нашиот балкански менталитет и она што не очекува како европски навики и регулатива. Тоа е и препораката и една од констатациите на многу тркалезни маси, недостаток на лидерство на балканските држави. Тоа го гледаме сега во Хрватска, веројатно ќе го имаме и во Србија, постои едно јако лидерство и кај нас недостатокот на лидерство останува еден од основните столбови за кои што теоретски не се спорни никоде. Постоењето на силна средна класа значи постоење на силна држава. Тогаш остануваат во трет или четврт план проблемите од национална, верска, конфесионална, не знам каква друга припадност. И тоа е основа за сигурноста, но тоа е еден од најмакотрпните процеси. Денес држава со јака средна класа, голем распад е Америка. Нашиот концепти пред изборите 2014 година беше враќање на средната класа, сега целиот тој концепт надограден и секако надополнет, а ќе биде основниот столб на изборната програма. Сами рековте и потполно се сложувам со вас. Без економски стабилна средна класа ниту можеме да имаме економски просперитет, ниту демократски просперитет на Република Македонија. Значи, ние мора да стремиме кон средната класа. Како тоа ќе го направи? Тоа е нашата единствена и основна цел. Факт е дека во овие 10 години владење на ВМРО ДПМН во Македонија се случи најголемото социјално раслојување од сите држави во Европа. Ако го погледнеме само на домнешниот извештај на Бизнес Инсайдер агенцијата, односно кој што го мери индексот на сиромаштија, можеби на јавноста е познат, можеби не, ја класифицира Македонија помеѓу 18-те најмизерни држави во светот. Точно конкретно Македонија се наоѓа на 8-то место, а зад нас се Сирија, во кој што држава знаеме што случува денеска, зад нас се Јужноафриканската република, Венецуела, Аргентина, Лесото и уште некоја држава. Кој индекс на мизерија е тоа, значи? Тие користење на податоци од светски агенции, сега ќе излезе министерот за финансии ќе рече 12-то место во Doing Business или не знам. Ја мислам дека народот толку и го интересира само што ќе му понудите, како ќе живее во стабилна, просперитетна држава. Така. Средната класа денеска према доходот граѓаните на Република Македонија се поделени во 10 групи. Првата група е со примања до 4990 денари, односно 10% е тоа. Социјална помош. 10%. До 9000 денари зимаат уште 10%, до 15000 денари уште 10% и така натаму скалесто. Од друга страна, по Државниот завод за статистика, синдикалната потрошувачка кошничка изнесува 23.875 денари за основните екзистенцијални потреби. Ако одеме по тој скалест дел, значи на зголемување на доходот, ќе видиме дека 60% од граѓаните живеат во оваа категорија, кај што со своите примања ги задоволуваат само основните екзистенцијални потреби. Уште 10% живеат до границата од 30.000 месечни примања и остатокот 20% до 50.000, тоа е средната класа, и над 60-70.000 само 10%, тоа е значи спаѓа во групата на богати луѓе. Нашата тенденција, нашата цел ќе биде прво зголемување стартно на минималната плата. За Штип ќе биде специфично, бидејќи овде имаме една огромна категорија на текстилни работници, каде што гранки. Да, каде што платите се под просечната плата. Значи во старт, веднаш по преземањето на власта во наредната година, ќе пристапиме кон зголемување на минималната плата. Како ќе донесете закон за зголемување? Законски ќе го регулираме тоа. Ако доведете до состојбена ликвидноста на фирмите, ќе ги помогнете на фирмите? Минималната плата ќе биде директно субвенционирана од државата. Така. Да го разјасниме. Директно ќе биде субвенционирана. Бидејќи никој не добива ако ги доведете компаниите во неликвидност. Тоа е едната работа. Меѓутоа, свесни сме дека тоа ќе ја откочи спиралата на зголемување на платите. Како иначе би ја вратиле средната класа ако зголемиме само минималната, а другите останат исти.
Слободно можам да кажам дека газдите на компании, на фирмите, почнувајќи од најмалата, од малското дуќанче, кој што има еден вработен, па до големите фабрики, во разговорите со нив искажаа спремност за прифаќање на овие мерки, со тоа што, со еден предуслов, државата законски да ги ослободи од сите оние непотребни и непродуктивни давачки кои што власта на ВМРО ДПМН ги оптерети фирмите во секој изминат период. Да не почнам да редам. Овде значи фискалните каси, една, втора, трета тип на фискални каси. Овде се дефибрилаторите, овде се радиодифузните такси. Се сеќавате председател Заев. Ќе додете во проблем да не можете да платат на администрација и повторно цел круг. Не ве разбрав, извинете. Ќе дојдете во проблем вака, девастирајќи ги изворите во несобирање доволно пари во буџетот, да не може да исплатите плата во администрацијата. Зошто мислите дека нема да исплатиме плата? Па ако ова буџетот има пари, буџетот ќе има пари буџетот за плата со тоа што ќе се скратат непродуктивните трошења. Јас очекував дека ќе зголемите индустријскиот раст, но ајде. Индустријскиот раст секој ќе зголемиме, нормално, меѓутоа непродуктивните трошења расипничко ќе бидат скратени. Затоа е потребна јавност и процедури транспарентност значи и транспарентност на целото работење на власт. Интересен е разговор господин Милошев, ама одминува времето на гази. Јас сама нешто што ќе обичувам, барем јас кога ќе одам овие емисии, да поставам едно прашање кое кај нас во Македонија од нашиот посебен менталитет никогаш не го поставуваме. Јас можам да се согласувам со вашите мерки или не, или најголем број од граѓаните. Но останува прашањето кој тоа ќе го спроведува. Кој габарит на луѓе ќе ни ги предложите за носители на функции, колку е нивниот интегритет, нивното знаење, тоа е основната одговорност која ќе ја бараме од нас. До сега видовме дека некако не беше на највисоко ниво ниту по образовен профил, ниту по резултатите од минатиот труд, туку потребна беше партиска послушност, а институциите дојдоа кај што дојде. Ова прашање секој да оставиме на времето капацитет да го спроведе. Социјалдемократскиот сојуз е сосема и кадровски и програмски спремен за превземање на власт, како што ви реков. После превземањето на власта не чека макотрапна работа. Токму од луѓе кои што се кадарни и спремни да го преземат целиот оној товар кој што ќе дојде после промената на власта. Меѓутоа претходно треба да се случат фер, слободни и демократски избори. И избори ќе има само доколку се исполнат сите обврски од договорот од Пржина. Па тогаш избори ќе има. Како сакате вие сватете ме, избори ќе има. Само ако се исполнат сите обврски од договорот од Пржина. Само да завршам. Ето тогаш во такви услови во една емисија претходно спомнав спортски жаргон, пак денески го употребам. Одиме на фер надпревар, без подкупени судии, без довлечкани навивачи, без тепачи, на фер надпревар и тогаш опозицијата е сигурен победник. Ќе треба да барате и некој нов народ, зашто ово што го кажавте малку го има во македонскиот народ. Ние се плашиме да не си се навредиме себе си, ама признанието е дел од православието и од нашата култура, ако си кажеме дека многу работи не ни одат како што ние мислиме и кај вас и кај позицијата, ние како граѓани ќе бидеме начист. Ама тоа да го ставиме за ваква емисија, јас ќе ги поставам овие дилеми до крајот и вам и на власта. Зошто да не водите вие, а зошто не они? Зошто тие, а не вие? И дали треба некој да не води? Благодарам што бевте дел. Благодарам и на вас. Поштовани гледачи, еве вака започнуваат дебатите на НС телевизија со идните или носители или оние кои претендираат да бидат носители, без разлика на политички или некоја друга провиниенција. Ќе се задржиме на ова. Можете да ни донесете проекти, скали, сознанија, какви сакате од свет. Успеале, не успеале, компаративни, кој ќе ги спроведе. Таму досега се лизнавме. Ајде да не се лизнеме во 2016. На крајот од оваа емисија ви посакувам пријатна вечер.